И додека вие, почитувани гледачи, се одморате од напорниот работен ден или пак размислувате за она што требаше да направите, а не направивте, ние да се го сработиме нашето, да ви ги презентираме денешните актуелности. Па почнуваме со ред. Од денес почна да се чистат атмосферските канали во приградската населба Три Чешми во должина од 1 километар. На овој начин, со чистење на каналите, ќе се спаси градот од евентуални поплави, истакна градоначалникот на Штип Благој Бочварски. Предходно механизацијата на јавното предпријатие Стипион ги исчисти каналите на улиците Васил Доганџиски, Тодор Коларов, Питогули, Христијан Карпош, Панче Караѓозов и Вардарска. Инаку ваква акција планирано е да се спроведе и во населбата 8 ноември. Машина на јавното предпријатие Стипион од денес е во приградската населба Три Чешми, каде што работи на расчистување на отворените атмосферски канали. Како што истакна првиот човек на градот Благој Бочварски, со денешната акција се исправа долгогодишна грешка. Работиме заедно со екипите на јавното предпријатие Стипион на чистење на атмосферските канали кои што се во една лоша состојба, бидејќи сега е зимски период, но доаѓа пролета кога очекуваме врнежи од дожд и ние како општина Штип мораме да бидеме припремени да ги прифатиме можните поплави и дождови кои што може да се случат во пролетниот дел од годината. Затоа работиме на расчистување на овие атмосферски канали и денеска во Три Чешми се почнува со работа на чистење на околу 1 километар атмосферски канали. Бочварски најави дека во текот на утрешниот ден ќе биде извршена и санација на уличното осветлување во оваа населба. Денеска дадов налог да веќе од утре екипите од јавното предпријатие Стипион да дојдат и да ги заменат сите дотраени, оштетени и уништени улични светилки за да населбата Три Чешми биде подобро осветлена во наредниот период. Предходно машините на Штипски Стипион ги исчистија каналите на неколку улици во градот, а денес ваква активност најавија и во населбата 8 ноември. Граѓаните на Република Македонија со своји ставови за патот на државата кон евроатлантските интеграции, за секакви отстапки и промени на уставните начела во однос на промената на името на државата, политичарите морат да внимаваат, зашто последниот збор е сепак прашање на референдум за кое граѓаните треба да се изјаснат. Еве го ставот на Штипјани во однос на ова прашање. Проблемот на Република Македонија со решавањето на името кое му пречи на јужниот сосед за Европската Унија е топ тема и тоа повеќе од 2 децении. Граѓаните сакаат упорни и конструктивни политичари со јасна визија. Можеме да зборуваме, ама сите што зборуваме, како што замислува, не е баш така лесно. Треба стварно здрави луѓе таму и упорни. Ако не си упорен, ништо не добиваш. Политичарите се уверен човеци. Они го прават остапките, не на народот. Тоа е. Успеат ли да не однесат до Европа? Не може да не однесат, оти ние сме во Европа. Сепак Македонија е наша една и единствена, а секакви промени и отстапки се прашања за референдум. Името ни го зеле, кој име ни го зеле? Која? Македонци сте, пакте, ево го Христија, аеродрома Скопје, Македонија. Мој личен став, мислам дека името на Република Македонија не треба да се мене. Значи било е со години Македонија и треба да си остане ко Република Македонија. Успеат ли политичарите да направат компромис? Мислам дека нема да успеат и време е више народот да се разбуде, да Македонија да си остане како што е Република Македонија. Македонија не треба да прави некои отстапки може, ама не сите. А за референдум треба да има, нели? Не само да одлучуваат политичарите у наше име, значи треба и ние да одлучиме, значи треба народот да се праша. Треба да се држиме за името. А не по секоја цена да влеземе, да направиме многу отстапки, а тие не. Мислам дека треба да се држиме.
Младите земјоделци сојлан за работа, но помошта од државата би им била добре дојдена, бидејќи освен земја, им е потребна и механизација за да може да ги обработуваат нивите. 20-годишниот Трајче Трајанов од селото Крупиште е млад земјоделец. Има сопствена земја на која сади ориз и житарици, но нема трактор да ја обработува. Тој би сакал да може да добие средства од државата за да може да купи нов трактор, со што полесно и побрзо ќе ги обработува нивите, а ќе ги зголеми приносите. Замерката млад земјоделец сака да аплицира, а се надева дека желбата ќе му се оствари. Па имам некаде околу 3-14 декари моја земја и пола од тие се ориз, пола се житарици. Имам и околу 25 говеда мој и за тоа сакам да аплицирам и да земам нешто од државата помош за да можам понатака да продолжам. Немам јас ништо на моја има механизација и сакам да почнам со тоа. Прво трактор би за трактор? Па да, прво трактор. Овој млад земјоделец покрај житарици и ориз одгледува и добиток. За работата вели дека не му е тешко, бидејќи ја научил од татка си, на кој од мали нозе му помага на нивите и во шталата. Сака да биде земјоделец, вели друго не би работел. Па најпривамливо ми е тоа што си го работам. На тоа сум научен и друго не би работил. Сепак овој млад земјоделец го разочарува тоа што младите ги напуштаат селата, бегаат од државата и не сакаат да се занимаваат со земјоделие. Смета дека земјоделството има перспектива и дека младите треба да ги искористат бенефитите што им ги дава државата. Треба да ги потекнат, треба малку помош од државата за да имат младите воля да работат. Годишно околу 100 млади земјоделци добиваат поддршка од државата за реализација на своите проекти и да започнат сопствен земјоделски бизнис. Неповратната финансиска поддршка е 10.000 евра. Покрај ова за младите земјоделци се предвидени и повисоки субвенции, а има и зголемување на процентот на кофинансирање за мерките од програмата за рурален развој. Тројца затвореници од Штипскиот затвор од денеска штрекуваат со глад, бараат преместување од една во друга келија, адекватен здравствен третман, но и префрлување од еден во друг затвор, со што треба да се исполни одлуката согласно донесениот закон за амнестија. Увид изврши и раководителот на Штипската канцеларија на Народниот правобранител на Македонија. Неадекватен лекарски третман, барање за преместување од една во друга келија, како и преместување во Струшкиот затвор, се причините за од денес тројца затвореници од Штипскиот затвор да започнат штрајк со глад. Информацијата ја потврди ВД директорот на затворот Мики Тодоров. Неисполнување на барањето за преместување од Штипскиот во затворот во Струга, согласно законот за амнестија, е причина за еден од тројцата затвореници од утринава да ја одбива затворската храна. Барањето за преместување ќе биде реализирано, но откако целосно ќе заврши процесот на амнестија, информира во телефонскиот разговор директорот на Штипскиот казнено поправен дом. Останатите двајца затвореници штрајкуваат бидејќи бараат преместување од една во друга келија поради здравствени проблеми и адекватен лекарски третман. Разговор со затворениците, како и увид изврши раководителот на Штипската канцеларија на Народниот правобранител на Македонија. Следната вест ни доаѓа од Кочанската полиција. Брат го раздолжил долгот кон сопствениот брат со фалсификувани евра. 47 годишниот КС од селото Цера минатата година во септември отишол кај неговиот брат и му ги вратил 100 евра кои му ги должел. Подоцна банкнотата завршила во рацете на снаата која отишла во банка да ги уплати 100 евра на девизна сметка, но се изненадила кога службеникот на шалтер по рутинската проверка ја известил дека парите што му ги дава се фалсификат. По ова имало работа и за полицијата, каде лицето КС изјавило дека банкнотата ја набавил од непознато лице. Полицијата го осомничи КС за фалсификување пари и денес му поднесе кривична пријава. Денес во Штип
УСАИД програмата за граѓанско општество на информативна сесија со невладините организации. Беше презентирана шемата за апликации на проекти кои ќе се реализираат преку партнерски активности. За грантови по партнерска основа планирани се средства од 120.000 американски долари, кои ќе бидат распределени на 5 проекти. На денешната информативна сесија од проектот на УСАИД за граѓанско учество беа презентирани апликациите од партнерските грантови кои ќе ги реализираат заеднички невладини организации. Проектот за граѓанско учество е 5-годишен проект на УСАИД кој што работи со граѓанските организации и младите со цел да даде поддршка и да поддржи непосредната и блиската врска меѓу граѓаните и граѓанското општество. Граѓанските организации и младите луѓе стекнуваат знаење, добиваат мотивација, учат вредности и развиваат вештини кои им овозможуваат позитивно да се вклучат во диалогот со јавноста и приватниот сектор. Програмата на партнерски грантови ќе финансира 5 проекти, а средствата се над 100.000 американски долари. Временската рамка е година и половина. До сега се доделени 2 гранта за партнерска поддршка. До крајот на проектот ќе доделиме вкупно 5 гранта. Со овој повик се планирани да се доделат 2 гранта, што значи ќе остане уште еден повик за доделување на уште еден грант. Меѓутоа, може да се случи доколку немаме доволно добри апликации во овој повик и да не се доделат грантови. Максималната сума за еден предлог е 120.000 американски долари. Приоритети на програмата за партнерски активности се развивање и допринесување во развојот на демократските процеси. Се поддржат проекти кои што ќе траат во период од 30 до 36 месеци, односно од 2,5 до 3 години. Се оно што поинаку вие ќе го испланирате нема да ќе биде отфрлено и нема понатаму да биде земено за евалуација. И групиравме во 5, и тоа добро владење и антикорупција, владење на правото и човекови права, економски развој и локален економски развој, подобрување на јавните услуги и на самиот крај е животната средина. Програмата на УСАИД за граѓанско учество и реализација на проекти преку партнерство нема да финансира проекти кои ќе офаќаат лобирање на политички партии, теоретски истражувања, како и хуманитарни активности. Откупот на тутун заврши, сега тутунопроизводителите се подготвуваат за предстојната сезона. Почна издавањето на евидентни листови во подрачните единици на Министерството за земјоделство за предстојната реколта на тутун. Тутунопроизводителите до крајот на март ќе треба да ги пријават планираните површини на кои годинава ќе засадат тутун и да склучат договори со откупувачите. Минатата година во подрачната единица на ресорното министерство во Штип се издадоа околу 200 евидентни листови. Толку земјоделци склучија договори со откупни компании. Од минатогодишната реколта, производителите на тутун предадоа околу 140 тони на тутун. Просечната откупна цена по која се откупот тутунот од последната берба достигна 208 денари по килограм тутун. И на крајот следи спорт. Екипата на Малеш од Берово, заедно со Љуботен од Тетово, Преспа од Ресен и Гостивар се најстари фудбалски екипи во Македонија. Во пресрет на 100-годишниот јубилеј, Беровскиот третолигаш со крајни напори се труди да обстои и со должна почит да го одбележи овој вековен јубилеј. Фудбалскиот клуб Малеш од Берово е формиран во далечната 1919 години и заедно со Љуботен од Тетово, Преспа од Ресен и Гостивар се најстари клубови во Македонија. Во пресет на јубилејот 100 години од формирањето, фудбалскиот клуб Малеш со петни жили се труди да обстои, да го зачува својата реноме и достоинствено и гордо да го прослави овој несекојдневен настан. Во денешниот телефонски разговор, секретарот на фудбалскиот клуб Малеш, Ване Коловски, нагласи дека клубот во овој период имаше мала криза од финансиски аспект, која во содейство со локалната самоуправа со исплата на половичиот долг од играчите полека, но сигурно ја санира.
Наскоро се очекува исплата и на целокупниот долг и за таа цел веќе со сигурност секретарот Ване Коловски најавува почеток на подготовките за пролетниот дел во третата фудбалска лига група Исток. Првиот тренинг треба да се одржи во понеделник 12 февруари и до почетокот на првенството кој ќе започне на 4 март ќе се има доволно време играчите да се подготват и да го зачуваат второто место на табелата со 24 освоени бодови, односно 16 бодови помалку од лидерот тимот на Кит Гопекчево кој во есенскиот дел собра 40 бодови. Инаку тимот на Малеш заедно со Люботен Гостевар и Преспа според правилата и пропозициите на ФИФА како роденденска честитка за 100-годишниот јубилеј на сите клубови во светот им се доделува по 100.000 евра. Настан кој што за нашите македонски екипи ќе се случи во следната 2019 година, кога овие клубови ќе наполнат по 100 години. Ги следевте вестите, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатна вечер.